Пред точно 6 години во село Нивици, на Преспанското езеро од страна на Грција беше потпишан познатиот договорот Преспа, со кој се затвори спорот меѓу Грција и Македонија за името, пошто Република Македонија стана Северна Македонија, влез во НАТО, но не и во Европска Унија, откако доби вето најпрво од Франција, а потоа и од Бугарија. Дали граѓаните можат точно да кажат што за нив промени овој договор? За мене тоа уништувачки за државата. Мене тоа не ми се допаѓа. Ние да не постоиме како нација. Ние сме најстара нација у светот. А тоа што се направи, тоа е фактички криминал. Која држава го смени името? Освен Македонија. Референдумот не беше успешен, они направија со малцинство гласање дека успешен референдум. И не сум задоволна од таа страна. Ништо. Потпуно ништо. Какви промени за нас пензионерите, најдоле сме, нема никакви промени и да има за нас не важат. Со 13.000 пензија. И тоа е што промени. Нема никакви промени што. Се смена името на Северна Македонија. Договорот од Преспа повторно стана актуелен после промена на власта на председателските и парламентарните избори. Новата председателка Гордана Силјановска-Давкова на заклетвата на 12 мај, кога го употреби името Македонија, а со оглед на тоа дека временски се поклопи со периодот кога кај јужниот сосед започнуваше предизборната кампања за европските избори. Договорот од Преспа се актуализираше во Грција и подолг период беше една од главните теми во земјата. Новите членови на владата, како и премиерот Христијан Мицкоски, најавија дека дома нема да го употребува новото име, со што најде на жестоки реакции од грчка страна. Сепак, Преспанскиот договор е минато и собирањето поени на него веќе не е исплатливо. Клучна сега е сферата на економијата.